Изминатите 20 години, колку што трае емисијата во Центар, барем 10 почетоци на новата сезона ми се покупувале со денови пред или 11 октомври. И секој сум се обидувал да направам емисија за 11 октомври. Да направам емисија бидејќи сметам дека тоа е потценет ден во македонската историја, дека е клучен настан во македонската историја и дека треба на новите генерации да им се објасни значењето на 11 октомври и да им се вбризга еден дополнителен елан на патриотизам, дополнителен дух на патриотизам кој е неопходен денес во Република Македонија. Погледнете го грбот на Република Македонија. Вие што не го имате видено, погледнете го грбот, а вие што го имате видено, веројатно не ја знаете приказната, почитувани гледачи, или многу мал дел од вас ја знае приказната како е настанат грбот на Република Македонија. Гледате дека тамо во срцевината на грбот постои одредена планина. И веројатно на прашањето која е таа планина, најголем дел од вас би одговориле или дека е тоа Шар планина, Пелистер, Корап и така натаму. Не. Таа планина е планината Пирин. Пирин е срцето на Македонија. Кога комунистите го правеле грбот на Република Македонија, тогашна народна, па социјалистичка, па федеративна Македонија, всушност како символ го земале или ја земале планината Пирин. Тоа им смета на бугарите, бидејќи планината Пирин е символ на македонштината и на македонизмот, на тоа што денес постои во Република Македонија. Кога ќе го видите грбот на Република Македонија, гледате дека постојат 4 дела. Тоа се 4 дела на Македонија. Значи комунистите кои биле анационални, така како што ги нарекуваме, всушност размислувале за обединување на Македонија. Тоа е Вардарска, тоа е Пиринска, тоа е Егејска Македонија и делот на Македонија кој останат во денешна Република Албанија. Тоа е суштината на грбот. И затоа се сите тие барања и од страна на албанските политички партии, и од страна на Бугарија, и од страна на Грција да биде сменет грбот на Република Македонија. Зошто? Бидејќи планината Пирин е есенцијален дел на грбот на Република Македонија. Тоа е срцевината на македонштината. Затоа се тие конфликти со Бугарија. Затоа бугарите барат да се одродиме, да станеме или да признаеме дека сме одроден дел на бугарскиот народ, дека нашиот јазик е западен дијалект на бугарскиот јазик и така натаму и така. Затоа се пука по сите средства во Македонија, по сите столбови на македонизмот, од македонскиот јазик, од Блаже Коневски, од грбот на Македонија, од македонскиот идентитет, од македонската држава. Тоа е есенцијата на нашата вечерашна емисија со господинот Ѓорги Чекарјановски. Тој е човек кој има најголема документација. Историчар е, има завршено историски факултет, доктор по историски науки, работел на Институтот за национална историја и во рамки на Институтот за национална историја всушност бил во тоа мемоарско оделение. Тоа значи дека разговарал со сите битни фактори изминатите 40 години, собрал материјал како што нема никој во Република Македонија. Целиот тој материјал му е на располагање. Значи човекот знае и тоа што треба и тоа што не треба. Ќе има некаде околу саат и 10 минути интервју со господин Чекарјановски. Многу работи за прв пат ќе бидат кажани, многу работи за прв пат ќе бидат презентирани пред македонската јавност. Останете со настаните 60-70 минути, сигурно нема да зажалите.